Катица Јанева во случајот пуч можеше да избира помеѓу професионално и законско работење или помагање и прикривање на криминалот на нејзиниот штитеник Зоран Заев. Катица Јанева се определи за Зоран Заев. Катица Јанева во случајот пуч можеше да избира помеѓу застапување на доказите обезбедени преку признанието на сега осудениот Звонко Костовски, скајп комуникацијата и писмото од Заев до Верушевски или да премине на другата страна и по втор пат да аболицира лице кое во минатото стори и други кривични дела. Катица Јанева се откажа од правото и правдата и се определи за Заев. Катица Јанева и СЈО можеа да избираат помеѓу одговорноста за тоа за кое што се избрани и платени или целосно влегување во политичките игри на СДСМ и ставање во функција на аболицираниот Зоран Заев. Катица Јанева и СЈО одлучија да одиграат пристрасно и политички. Во предметот пуч има бројни докази. Го знае тоа и Катица Јанева и Зоран Заев. Го знае тоа и обвинителството за гонење на дела од областа на организираниот криминал и советот кој што одлучуваше за правосилноста на обвинението. Зоран Заев е загазен во криминал и во судска постапка ќе се докажеше обвинението. Затоа Катица Јанева одлучи да се повлече и да го брани криминалот. Во спротивно, самиот Заев ќе бараше во судска постапка да се докаже неговата невиност. Специјалното јавно обвинителство е политички инструмент на СДСМ. СЈО нема ниту П од професионализам, а непристрасноста во постапувањето за нив е непозната именка. СЈО не е дораснато на задачата заради која што е формирано и самото ја поништи основната причина за неговото постоење. Ви благодарам.